Почитувани, пред 2 дена на пресконференција го промовираме во јавноста проектот на Единствена Македонија, настоен како родов имот, со кој обезбедуваме просперитет и благосостојба за 90.000 семејства. Денес продолжуваме со промовирање проекти од програмата на Единствена Македонија. Денес го промовираме проектот за начинот на одземање на украденото во изминатите 30 години. Според релевантните институции кои се занимаваат со корупција, во Македонија во изминатите 30 години е извршен грабеж на околу 15 милиарди евра народни пари. Основата на проектот за одземање на украденото, платформата на Единствена Македонија, настојана како битка за Македонија, која во 100.000 примероци од 28 октомври лани се дели низ Македонија. Досега се поделени околу 70.000 примероци. Во точката 10 од платформата се заветивме да направиме ревизија и одземање на украденото по криминалната, нечестната и неправедната приватизација со која е извршен грабеж на општествениот имот, кој 50 години назад го создаваа сите работни луѓе во социјализмот, како и ревизија одземање на украденото и во постприватизацијскиот период. Со еден збор одземање на украденото од позиција на власт во изминатите 30 години. Проект на Единствена Македонија за одземање на украденото офаќа 5 чекори. Прво, новата легална власт на Единствена Македонија, која доаѓа по изборите склучува договор за стратешко партнерство со Русија, бидејќи свесни сме дека без меѓународна подршка овој проект не може да се реализира. Второ, новата легална власт на Единствена Македонија ќе организира поучна екскурзија во затворот и Тризово со цел олигарсите од кои треба да се одземе украденото да се запознат со затворските услови за живот. Трето, транзитските бандити добиваат рок од 29 дена да го вратат украденото во изминатите 30 години. Четврто, кој нема да постапи во напред наведениот рок од 29 дена, веќе следниот 30 ден се заведува акцијата Сабија, во чии рамки следува апсење и конфискација на украденото. Пето, власт на Единствена Македонија ќе организира референдум со цел народот да одлучи дали конфискуваните милиарди евра да се вложат во посебен фонд за развој или да се поделат на народот, бидејќи во криминалната приватизација десетина транзицијски бандити го поделија целото богатство, а народот, целата администрација, војската, полицијата, образованието, земјоделците, неработените, студентите не добија ниту една акција, иако 50 години наназад општествениот имот го создаваа сите работни луѓе во социјализмот. Значи народот на референдум нека одлучи што со конфискуваните милиарди евра. Мора да исправиме историската неправда спрема народот со грабеж на народниот имот. Како што гледате во платформата, ние во Единствена Македонија се заветуваме пред природата, Господ, македонскиот народ и државјаните на Република Македонија, дека нема да отстапиме од исполнување на оваа определба. Во тоа име, го повикуваме македонскиот народ и државјаните на Република Македонија да одлучат. Ние ќе се бориме од вас и вашата волја, зависи дали во тоа ќе успееме. Заедно сме во битката за Република Македонија, заедно стоиме на страната на Македонија. На изборите на 12 април ја бараме првата шанса за Единствена Македонија. Тоа може да биде и последна шанса за Македонија. Ви благодарам.